Светлана Николовска, професорка на Факултетот за безбедност во Скопје, го анализирала профилот на таткото на убиената Вања и своите заклучоци ги изнесе во емисијата Клик Плюс. Значи, човек кога ќе е во долг и кога има притисок, а не знае како да реагира, но никако во главата на родител не може да му дојде да го одаде своето дете, да некој го убие. Значи, тој може, имал притисок, може кажал кога неговото девојче излегува од дома, но се мислел дека ајде, може нешто ќе се случи, ќе ја подуплашат мајка и па ќе даде пари. Нема пријава, мајка и воопшто не кажува дека некој од неа побарал пари. Николовска не верува дека таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, Вања е издал за пари, образложувајќи зошто. Дали може таткото да го жртвува своето дете? Дали може таткото да дозволи неговото дете да биде киднапирано, а се со цел да дојде до пари да ги регулира своите долгови? Колкави и да се долговите, улогата на таткото е да ги заштити децата. Бидејќи после излегоа факти дека девојчето имало најголема доверба во таткото. Во денот на благодарност она пишува состав за незиниот татко. Значи она имала и како помеѓу нив имала она љубов семејна. Значи, иако родителите биле разведени, сепак контактите останали и понатаму. Причина за целата ситуација, улогата на таткото на Вања во трагедијата според Николовска е неговата психичка состојба. Може би овде е неразмисленост од страна на таткото. Затоа што они имале претходни релации. И секако дека во неговата глава мислам дека кај секој родител е да го заштити своето дете, а не да го даде. Но она што го видов, повторно ме враќа назад. Таткото нејзин со лисици на рацете, кон новинарите лајков. И сега тоа ме враќа кон нешто да се посомневам во неговата психичка состојба.